Понегативниот извештај на Стејт департментот и забелешките на Европската унија за Република Македонија, потоа извештајот на Стандард и Пурс за смалување на кредитниот рейтинг на Република Македонија, во рокот само неколку дена вчера се случи и откажувањето на самитот на лидерите од Југоисточна Европа, кој континуирано се одржува од 1996 година. Откажувањето на самитот на лидерите на Југоисточна Европа во Охрид представува најмалку троен неуспех на македонската надворешна политика, предводена од премиерот Груевски и председателот Иванов. Прво, тоа значи драстично опагање на меѓународниот имидж на Република Македонија. Второ, откажувањето на конференцијата е голем пораз на македонската дипломатија. Трето, уште една потврда на погрешната политика на владата и на председателот на Република Македонија кон соседите и кон почитување на принципот на добрососедство. За успешноста на надворешната политика и на еден таков самит не се доволни прекрасниот Охрид и мобилизацијата и организацијата и техничките способности на луѓето, туку е неопходна една динамична и конзистентна политика на добрососедство и исполнување на ветувањата кон меѓународната заедница. Слично, како и самитот во Букурешт од 2008 година, и овој пат се настојува причините за неуспехот и откажувањето на конференцијата да се побараат надвор кај другите. Почитувам председателе, причината за неуспехот на овој настан треба да ги побарате дома, во популистичката внатрешна политика која ги навредува чувствата на соседите, во отсуство на дипломатската флексибилност и предвидливост и во тврдокорноста и неспособноста на политиката која нема ништо заедничко со современите европски начини на действување. Благодарам. Дали се председателот Иванов кој му ги откажа присуството останатите председатели да стигне сам со српскиот председател? Тоа е негова проценка. Меѓутоа, мислам дека е многу поголем фијаско да дојде до ова. Затоа дипломатијата е пред се една умешност, една уметност, една политика на интелигентен начин на предвидување на настаните. Кога веќе дојдовме до ова точка, мислам дека тоа е голем неуспех и нема смисла да бараме изговори дека преку грбот на Македонија ќе се прекршувале тугите интереси на останите балкански држави. Мислам дека тоа е еден од најголемите успеси на македонската дипломатија од независноста до денес. И затоа сметам дека овој самит, кој што во континуитет траеше од 1996 година, кој одржан во времето на големата криза в 2001 година, денеска доживува еден голем неуспех и затоа сите за тоа жалиме, бидејќи неуспех и на владата и на председателот и ја покажува погрешната политика на надворешен план која водат и кон соседите, и кон регионот, а и кон меѓународната заедница. Има веќе некои реакции од меѓународниот фактор? Како мислите дека ќе се одрази? Меѓународниот фактор ги пофали нашите организаторски способности, во тоа никош не сме откажале, сме одржале толку состаноци и секоја чест на тие луѓе кои што трчат околу тоа и на безбедносните аспекти и така натаму. Меѓутоа, ако читате меѓу редови, тоа е голем неуспех за Република Македонија. Нормално еден амбасадор од било која држава нема отворено да ви каже дека е тоа ваша грешка, меѓутоа самото незадоволство на некого, на некој амбасадор и меѓународната заедница кон нашата држава е всушност неуспех за таа држава.